очекувани. Градоначалникот Стефчо Јакимовски не оствари ниту едно од изборните ветувања. Проблемот не е само во изигрувањето на довербата, туку тоа што проблемите на граѓаните остануваат нерешени. Пред цели 2 години Јакимовски вети дека општинската зграда ќе биде готова за 8 месеци. Поминаа години, а се уште ја нема зградата на општинската администрација. Секторите на општината се расфрлани на 10 различни локации во Карпош. Поради неодговорноста на Јакимовски, граѓаните се принудени да поминуваат километри за да завршат некоја работа од еден сектор во друг. На врвот на лагите и празните ветувања од Стефчо Јакимовски се и ветените 5 базени за учениците од основните училица Аврам Писевски, Владо Тасевски, Братство, Петар Поп Арсов и Христијан Тодоровски Карпош. Учениците останаа без нив. Веќе 2 години се манипулира и со бесплатните ужини и екскурзии за основците кои учат во Карпош. Се воведуваат само за една генерација годишно. На овој начин и учениците и родителите се ставени во неравноправна положба. А како што тргнал Јакимовски, учениците од 5-то оделение бесплатната ужина нема да ја добијат од него, туку од следниот градоначалник. Граѓаните од Бардовци, Злокучани и од населбата Влаа 1 останаа без ветените градинки во секое од нив. Јакимовски заборави на родителите од овие населби кои сега своите деца се приморани да ги носат километри подалеку. Дали неостварените ветувања имаат врска со тешката финансиска состојба во која што се наоѓа општина Карпош? Што крие Стефчо Јакимовски од граѓаните? Како и својот коалиционен партнер Никола Груевски, и Стефчо Јакимовски има остварено нешто неветено. На граѓаните на Тафталиџе, Јакимовски не им вети пробивање на 3 сервисни улици кои навлегуваат во имотите на десетици семејства и сериозно се закануваат да срушат дел од постојните куќи. Но токму ова се предвидува со последните измени на деталниот урбанистички план. Повикуваме Стефчо Јакимовски да не посега по имотот на граѓаните на Карпош и да соопшти зошто не реализираше ниту едно ветување. Благодарам.